Групата Guns N' Roses се врати на сцена, рокерите повторно грмат и македонските пиштоли и рози се вратија. Честито старо-нова коалиција, СДСМ, ДУИ, Левица, пак ќе се сближат за локалните избори. Како велат, старата љубов тешко се заборава. Гарант СДСМ барале пак да се фатат со ДУИ, а овие од Левица конечно ќе бидат со оние на кои припаѓаат и политички и идеолошки. Welcome to the jungle во траење од 5 минути. Каква коалиција ќе биде ова? За мерак, СДСМ ќе го поддржи Бујар Османи на Дижонска и Џон Кенеди. До кое дереđe се дојде ни Дуј, може да се види дека оној што го распродаваше македонскиот идентитет на бугарите, ќе отиде во чаек и ќе зборува за проблемот со канализацијата, например. А оние на Дижонска и Џон Кенеди се разбираат и во евроинтеграција и СДСМ на ова ќе ракоплеска, па тоа мора да се види. Ама и ДУИ ќе им вратат. Еве помош од Мала Речица и Чаир ќе дојде за Каја Шукова, за градоначелник на Скопје. Од лошо по лошо. СДСМ конечно најде некој што ќе глуми градоначелник на главниот град. Ја знае некој Каја? Да излезе на улица, гарант никој нема да ја препознае. Еден нема да рече: "Еј, неа Каја, ќе гласам за неа." Ние што мора да следиме политика, Каја ја знаеме кога беше министерка за животна средина, Скопје беше најзагаден град на светот. Конкуренција ни беа само градови во Пакистан и Индија. Сега гарант на изборите ќе ветува алпски воздух или аеро, како што викаше Заев. Каја, кој те приложа да се впуштиш во ова? Ако добро си го наплатила, тогаш е во ред, ама ако не, во октомври ќе ти ја пеат оваа песна. Каја ќе се СДСМ подобро да го кандидираат Чомбе, па него барем го знаат сите локални испичитори што дремат по кафани на Боемска. Председателот на СДСМ Венко Филипче е изгорен да биде во друштво на премиерот Мицковски. Пак бара лидерска средба. За да има лидерска средба, ти треба првин да бидеш некаков лидер, а не партијата да ти ја води Заев од Дубај. Еве Мицковски ќе се смилува и ќе те викне на каф. И што ќе зборувате? Еве можеш да му кажеш на премиерот дека тебе ич не ти чуе и дека одма би ги внел бугарите во устав. А после што ќе биде, ќе му ја мислиме ние, бидејќи ти и онака по изборите нема да бидеш веќе начело на СДСМ. Мицковски пак ќе те подсети дека нема никаков абер од кај твоите во Бугарија за предлогот што го даде за заедничка резолуција во Европскиот парламент, со која ќе се гарантира вековниот македонски идентитет и јазик. И оти ако ги внесеме бугарите во устав, тога само ќе се отворат преговорите и ништо друго. А бугарите дури тогаш ќе се осилат и следното барање ќе биде, да речеме, или Денското восстание или Гоце Делчев. Ако не ги дадеме, нема продолжување на преговорите. Ама ти, Венко, гарант и нив би ги дал или би ги продал како фирмата во Петрич што заборави да ја пријавиш. Не може се да памтиш, не се стигнува. Дубај, Петрич, Струмица, малку ли е за памтење? Уште не сме ја заборавиле вистинската Катица Јанева, сега ќе биде актуелна нејзината двојничка. Председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска оди на суд за оддавање на службена тајна. За што се работи? Тања од позиција на прв човек на корупцијската комисија на свој пријател, обвинет во случајот Адитив, преку Вибер и Ватсап му кажувало информации дали се водат постапки против него. Си се допишувала Тања со пријателот подолго време. Гаранти и не ги бришеле пораките и се куцкале лабаво, иако и да ги избришат денеска се може да се врати. Не знам уште колку има да одлежи Катица, но ако Тањче биде обвинета, треба да ги стават во иста келија во Идризово. Сигурно ќе имаат што да си кажат. Едната во затвор ја однесе алчноста и Боки 13, а другата Вибер и Ватсап. Сите експерти и професори по енергетика да ги фрлите дипломите. Еден Душко Заев ви држи лекции како се вртат милиони од бизнисот со струја. Синот на поранешниот премиер лани заработил скоро 1 милион евра од производството на струја и тоа на 21 година. Кога нешто не му е јасно, ги прашува колегите Вице Заев и Панче Заев, кои се во истиот бизнис. Значи, овие Заеви за све ги бивало. Од ајвар, корнишони, струја, пиперки, лубеници во Горни Милановац или беше Долни. За марихуана пак се експерти, го имаат посадено цело струмичко поле. Има работа за тој што сака да работи.
Глушецот Георг уште еднаш ја покажа својата понизност кон главниот глодар Бојко. Мишката му ја бакна раката на сторецот и му се поклони. Ваква понизност не сме виделе од времето кога Стево на Бојко му викаше "Кај си љубови?"